таму. Со зборувачи не разговарам. Земете по едно ливче, ќе работиме веднаш, нема да се лигавиме, не ме интересираат вашите промени психолошки, си има за тоа стручни лица. И мене ве молам 2 ливчиња да ми дадете, од секам лајнапот да го сторам. Кога ти благодарам. Здраво, Марија. Кај треба да седиме? Седни тука, каде што имам иначе и све окей. Само некако да ве гледам, овде имате 2. Некако донесете табуретки да ве гледам сите оти. Не скам некако се дълдисувам да кривам врат. Потребни радни, непотребни радни да правам. Окей, шо сакав научарица? Сучуро. Кога плачеш по мене, кога там. Бебре Петрушевска. Да, не можеш да најдеш научари 100 пути. А може и сум извадила. Ајде. Кај се другите? Окей, ја ќе почнам. Нема никога да чекам. Добро. Ајде. Имате нека подлога црна? Окей, сега имате дуети и песни. Добро. Може да ми ги кажете песните, оти искрено да бидам... Не ме интересираше што ќе пеете. Оти доволно слушнав глупости што слушнав. Алмир Душо, што ќе пееш ти? Forget You, Сило Грин. Добро. Валери? Елена Ристовска. Чеки се, тоа ти е во солото. Добро. Добро. Михова во Душо? Vaya con Dios, nena, nana. Добро. Со Роби се слушам постојано. Стефан, ти најголема озборувачка? Ја најголема озборувач. Да, све се слуша, има снимено на YouTube, срам да ви е. Ајде кажем што ќе пееш. Оливер Мандич, Што? Полудеч. Окей. Ја најголема озборувач. Марче? Лидија Кочовска, ти си тој. Браво. Лиде ќе дојде, знаеш? Да, така е. И ова звездава од Куманово, што ќе пее? Сега јас сум наред. Сега сум наред. Добро. Окей, ајдеме со дуети. И јас Стефан, Што ќе пеете? но ме амес, Марк Антони и Дени Клопец. Знам. Окей. Јас Јамир, за миг од Тамара и Данија. За миг, што беше тоа? Со Тамара и? Данија, таа новогодишна. Новогодишна. За миг би... Знам. Окей, добро. И Валери? Ја и Марио, Убаво. Окей. Ај прво дуетите да видиме што може да направиме, за да... Ајде Стефан Михова, ајде видиме прво како тоа оди од седечка, еден до друг. Ајде прво сакам да ми ја раскажете песната. Сега само Па ја искрено не, пошто е ова на шпански, многу не разбирам. Ама Како бе Душо ќе пееш на шпански, ја не разбираш без злато? Google Translate, нешто професор по шпански да најдеме да ни ја преведе песната, ви ја не знам шпански. па не Како дека можеш да пееш ако не разбираш злато? Или по интуиција некоја? па не отприлика знам што се збори. Ајде кажи ми прилика, јас ќе ја земам, ќе ја преведам, нема да ми биде тешко, ќе прашам професор по шпански, ќе ми ја преведе. Ајде. Мажот пее на жената, као ја прашува. Он уствари мислам дека не ја верува нејзе дека она го сака. И таа во еден момент му вика да не се сомнева во тоа и дека таа не се плаши да покаже и да биде заљубена во него.
И дека сака да го помине времето со него. И му кажува, ако не ја заслужувам твојата љубов, немој да ме сакаш, ама остани уште малку. Добро. Океј. Стефан, ти ова Михова ќе ти преведува на тебе? Или ти знаеш нешто да кажеш? Или ти знаеш нешто да кажеш? Освен што зборуваш. Каде зборувам, ја ме интересира. Има. Пуште да ми да видам. Ако некој го бранеше ставот, Нема што да браниш. Генерално, дечки, значи она што ме разочарува кај вас. Било што и да правите во животот, ја не можеш да ме повредиш. Ја тука сум си дојдена професионално и вас, ве тинтрам као што треба да ве тинтрам и повеќе од тоа што треба. Она што треба да оставите како беле, како личен идентитет, е вашата широчина и возможност да се развивате. Значи, доставите еден простор каде што ќе речете, да, јас ова, можам да сум анархиста, можам да сум панкер, можам да не се сложувам со ова. Ве на Твитер ми каже, како да ти кажам, па ја така уклучив. Јас сум твитерашка исто. ја имам на крај на прашање. Морам да ти го поставам паш. Кажи душа сега, прашај ме веднаш. Дали е сето ова дел од Не, ваша игра? не, ја не играм Алмер. Значи, јас сум позната во шоу бизнисот. Мислам, не игра со нас да си играте, Не. туку за ние да научиме нешто. Зар мислиш дека треба као во градинка у 4,5 Не, години имаш па во ќошките натерам и ти мене да не бе душо. Има некои работи кои што или ги правиш во шоу бизнисот како што треба и сакаш, особено кога си ментор, предавач, професор, било што, ти сакаш децата да ги научиш да учат и да бидат добри, но мора да им ги посочиш и лошите примери. Јас немам, знаеш како? Јас вчера играв представа, ја имам 3-4 представи изведби. Ја немам време да глумам. Значи, мојата мисија е вие која ќе помине известно време да се подсетите на сите убави работи кои што ние сме ги зборували и сме ги постигнале. Особено за сценски настап, особено за вашата сигурност, особено за вашата енергија, тремор и било што имате како вокалисти. Како вокални интерпретатори, ајде вака да бидам поточна. Ама не можам, човече, да верувам како некои деца што јас навистина сум ви го посветила и вашето време, и моето време поточно, мојот ангажман, мојата доверба во вас. Вие да ја сведете на едно минорно ниво каде што на начин на кој што е на селска баба, како да ви кажам, на задушна баба. На тоа ниво го сведувате целиот феномен на шоу бизнис. Не шоу бизнисот озборување. Шоу бизнисот, ако баш сакате да знаете, окей, јас ќе произведам скандал, па во светски рамки зборувам, не зборувам за Македонија. Не знам. Има цел PR тим, има цел HR тим и тие работат на поднаводници обременување на звездата која се појавува во јавност. Па не знам ќе измислат даделка, па не знам ќе измислат женска, па да се продаде албумот, имаат фанови, па не знам гостуваат кај Елен Дедженерис, Џастин Бибер недела дена гостуваше пред неговите концерти. Сега пред 2 дена Џастин Бибер исто објави као демек на Инстаграм видел некоја женска, јао која е малава, малата некоја даделка у Лондон за 3 фунти на саат. Значи од се прават PR. Тоа што сакам да ве научам е дека шоу бизнисот може да произведе многу повеќе, да произведе вашата личност, отколку условно вашиот вокален капацитет. Вие мора да создадете приказна која што ќе се плете околу вас. Но ако создадете ова што јас го видов после, вие се ништо друго освен задушни баби на парасус. Значи, вие мора да создадете известна аура околу вас. Приказна која што ќе ја продадете на пазарот. Во било кој контекст. Емотивен, семеен, трагичен, антидепресивен, депресивен, не знам швалерски, не знам исконски, не знам невиност, кокетност, трагичност. Вие сите имате нешто и наместо тоа да го негувате, вие се цимнувате на едно ниво кое што прво не ви не доликува. Затоа што го имате телевизиското време. Вака или онака деца, вие оставате печат на YouTube. Тој вашите деца ќе го гледаат. Значи, вие она одговорност и вашата возможност да постанете нешто и да станете и да бидете брилијантни и тие 3,5 минути да ги искористите. Ја мислам дека не ги користите до крај. Значи, мислам дека
многу повеќе ви требаат вежби кои што се вежби за концентрација, вежби за фокус, вежби за дикција, значи затоа што имате известни блокови од последната гала, сега за сите зборувам, еве сите што сте тука присутни, сите имавте на овој или на оној начин блок. Не знам, ти со Каде песно моја, ти со Димитар Андоновски, која што ја патем, сметам дека тоа беше сосема коректно, но окей, имаат право да кажат машка песна, женска песна, супер, и тоа е легитимно. Зашто си седала? It's окей, добро, сме сгрешиле, така. Но, опet за таа втората, покажа тоа што знаеш. Валери исто. Значи ти грешиш текст и ти дозволуваш сите ние тука да ме убедиш дека леле ти не знаеш. Нели е срамота, колку пати тоа сме го зборувале, дека е срамота да не научиш текст. Тоа е срамота. Не може да ти се случи на тебе, ти ги имаш проклети 6 минути на сцена, 3-3. Не може да ти се случи. Не сме да ти се случи, ме разбираш? И ако ти се случи, па додади збор, па знаеш како, има гениална реплика. Шербеджија мене ми има, кажам. Kad se spusti zavesa, šta zna publika, šta ću ja da pričam. I to je така. Значи, публиката очекува од тебе експресија, внатрешна енергија, интерпретација, да не паднеш тоа, па и да паднеш негде во однос на интонација или да имаш некој лош фалш. Океј, ама битно е тоа што ја ви учам. Може би, моето дружење со вас е најзначено, вие ќе го почувствувате тоа кога ќе излезете од овде. Како што го почувствува и Игор и Мија, што ми пишуваат. Значи, тоа така ќе го почувствуваат. И Горан исто пишува душичка. Значи, тоа така ќе го почувствувате. Ова се, заедно месец дена ќе ми се јави и ми кажете, дали може да пиеме кафе, стварно не требаш. Ова е најзначено што ние тука го зборуваме. Оти нема ништо поважно од тоа како треба да ја изнесеш енергијата на сцена. Наместо вие, кои ќе се гледате себе си во однос на галите, да си ги коментирате вашите грешки. Вие викате, бе, овие немаат врска, бе, шо, не бе ја фалш, бе, не бе фалш, леле, што име бе на овие? Не бе, него вие прво не се слушате. Прво не се слушате. Океј, може што сакате за нас да зборувате. Не се дослушувате. Значи, сите сакате така. Едино, Марија, доста сакам да слушам везаќите. Доста сакам да слушам. И она слушаше. Имало, немало, не и се. И сега, кога тоа се случува, вие, моја препорака вие, не знам, после следната гала, ја сакам со вас да ги гледам песните. Вака ставиш пауза, ај се, што недостасуваш? Тоа е конструктивна критика. И на тој начин вие ќе се дигнете, на тој начин вие ќе бидете покреативни, а не, и сега се бавите со некои бочни работи кои што во моментот тогаш били изреагирани од сосема друг ракурс. Значи, друг ракурс на реакција тоа. Нема везе со состојбата која што ја гледате после како снимка. На нас ни е друга приказна што тераме во контекстот на вашето пеење. Но дека на вистина има дерење, има. Значи, со Роберт го зборев, како да ти кажем, јас сум нон-стоп со Роби на линија. Дека не се сложувам со тоа, оти треба после првата строфа да ве прекине Бојан, вие не знам дали забележавте, стварно се налутив. Тоа не беше играње. Ја на вистина се лутам и мислам дека не треба да се случува тоа, но окей, и е од аспект на телевизичност интересно, па кај вас предизвикува, но мене тоа не ми игра. Јас сакам да ве слушнам. Јас сакам да видам, затоа што па сум внатре со вас, сакам да видам доколку сте ја завршиле вашата задача. Тоа мене ми е многу важно. Значи, и што забележувам? Дека, стигнав до Валери, дека Валери на проба е окей, влегува на сцена, ама блок, тоа се вика потполно губење на концентрација. Немаш концентрација. Тоа е голем проблем. Значи, утре треба да испееш цел концерт, лајн-ап 10 песни, ево вие зарачунај, колку се, 9 песни, треба ти да ги испееш у турнус. Цело време. И треба да имаш
да менуваш енергија, емоции, да имаш енергија во вокалот, да знаеш што зборуваш. На крајот на краиштата заборавам секогаш да ви кажам една работа која што за мене е многу значајна. Јас сум родител, јас сум мајка на 2 деца. Значи, јас кога доаѓам тука, прво имам мајчински инстинкт и после се друго. Значи, на вистина ве сакам како деца. Јас на вистина сакам вие да успеете и знам дека сте одделени од дома и дека ви недостасуваат родителите. Но исто така тие родители што ве гледаат, па едва чекаат да ве видат и на телевизија. И сега кои ве гледат на телевизија, па да сте даунери и да не може да се мрднете, па и нив ги правите несреќни на крајот од денот. Затоа што тие родители па сакаат да ве видат што правите, колку сте конструктивни, колку сте умни, паметни, колку сте научиле, што ова тоа вам ви значи. Значи нив реално и од тој аспект не размислувате, себични сте бедечиња. Себични сте. Не размислувате голема слика, big picture. Леле сега тука јас ова ќе направам, тоа ќе да ти кажам на маме, ова да ми дали може ова да го направиме, за да бидеме посреќни, една идеја, јас вака чувствувам, можеби тоа треба да го направиме на овој начин. Дечки, малце, тоа е. Алмир, како можеш на проби да супер да извозиш една ствар на тоше? Прво мислам дека не требаше да го пееш, но it's okay. Damage is done. Нема да се враќаме сега, но да не ја довозиш цела приказна до крај. Јас ти кажав и тогаш, од желбата да бидеш супер, ти си изгуби, верувај ми. Не, тоа е затоа што јас долго време го имитирав Тоше и многу ми беше тешко да се може си требал да одвикнам. побегнеш од... Па многу ми беше тешко да се одвикнам и откако се одвикнав, потоа веќе јас македонски песни не пеев повеќе. И ова ми е... Па добро, сега не мора да значи, ќе мора да пееш еден ден и македонски песни, од Македонија си, мислам си од Швајцарија и од Англија. Да. Добро. И Стефан. Значи, прво мислам дека се ќе пееш полудечу и добро. Значи, сега те молам, сакам да ми докажеш спротивно. Ти си толку една самодоверба се нафура оваа недела, демек ја што нема врска они што зборуваат, што е ова? Нема врска ова што зборуваат. Јас повеќе знам, а не сум фалш. Не бе душа, не е битно да си фалш. Тебе енергијата која што ја носиш на сцена, до крај треба да ти верувам, а не да биде изнасилена. Мене беше криво само што бев прекинал, што знам дека не бев. Ама јас на крајот, ја му викам на Боки, прекини го се, зашто не го прекини? Ти се дереше, знаеш колку се дереше, не се зезам. Хајде бе се прекини. It's okay. И те он супер ти направи на крај, кога стварно виде дека нема више каде. Напорно беше да се слушаш. Болеа уши, не се зезам. Значи таму болеа уши. И Михова, ќе се вратам пак на тебе, само да не заборам. И Михова, тоа што зборувавме, ти го забораваш, ти се случува трет пат. Тоа што ќе го говориме, ти го забораваш истиот момент кој ќе се вклучи, кој ќе си пред камера. И тоаш кокетираш некоја интермедијална игра имаш, ама на која што е, како ти кажам, веќе видена 1000 пати на овие екрани. Јас не секам да видам копија нечија. Не зборувам за Каролина. Генерално имаш собрано од неколку артисти, тоа се протопува, но ништо нема твое таму. И затоа сакам да има, као на Майли Сайрус што беше Wrecking Ball, тоа беше ти, таа жестина, затоа беше добра. Оти разговарав и таа му беше најточна во однос на задачите кои што ги разговаравме. И таму ќе видиш, ќе излезеш, ќе го гледаш. Во однос на континуитет, во однос на емоционален континуитет беше најточна. И таква треба да си. И беше најдисциплинирана. Сега. Марио, ти имаш капацитет да ја следиш задачата, но некаде на половина велиш, јас знам и подобро, чекај јас сега нешто да пробам. Дечки, тоа што сме го договарале на проби и што ќе го договараме, тоа е ниво на професионалец. Ако вие ми импровизирате после тоа, сте дилетанти. Така, уште една работа. Пак во 5 ќе се видиме во недела. Но сега во 5 нема да пробаме, ама ја тоа ќе го направам после знам, него полна проба ќе правите од 5. Како што ќе договориме, така ќе правите.
Има да се запишувате ако не мислите. Ако не знаете, ќе си запишете. Абе чекај, овде се вртам, ова тоа го правам, тоа ми беше тука задачата. Океј. Значи така ќе се договориме. И на крај, за да почнеме да продолжиме да работиме со конкретните задачи. И на крај, дечки. Стварно се може лепо убава да направи. Каква шанса? И за крај. Јас сум едуцирала многу деца. Сите тие деца сега се доктори на науки, глумци, све, значи успешни деца. Јас не доаѓам тука за да си го губам времето. А најмалку за да ме доживеете лошо. Значи, јас сакам да се сакаме, сакам да имаме супер соработка. Верувајте дека од сите тие таму што седат, ја највеќе навивам за вас. Сериозно, ја целата, ја имам трема кога излегувате ваква, сум, дали ќе погоди, зашо ќе направи, сгреши, и сега готово, идеш фронтално, гинеш, устануваш, што се расправаш, што овој тука десно што ти е, чао. Значи, јас го преживувам тоа со вас. Ја преживувам секоја една фраза, преживувам секоја една емоција која не ми грицкај ногти, преживувам секоја една емоција која што сме да говори. Ви ги преживувам приказните кои што сите од вас ви ги знам. Ви ги преживувам емоциите горни, долни, средни, какви сакате. На сите мислам. Не затоа што сум таков човек. Ја не знам поинаку. Не знам. И најмалку очекувам од вас е да ми изневерите и да зборувате било што, во било каков контекст. Тоа за вас зборува, не за мене. Мене знаат. Мене знаат вака или онака. Ја немам црно петно. Навистина немам. Јас имам една кариера која што иде со пикови горе, работам као кртица. Тоа е. Јас сум честен радник. Ја идам, работам до крај, ќе кажам, јас сум страшен професионалец, језив професионалец. Значи ја нема, која идам. И кога вие ме гледате и на проби на часови, ја кога доаѓам со стварно, не ме занима ништо. Јас се расправам со оној што ќе ме прекине за микрофонот, со звучникот, дали да идете, значи не сакам. Оти секој мора да знае каде му е местото. Вас, ако сакате да ви е местото на сцена, ќе мора и да слушате. Ќе мора некогаш и да премолчите. Ќе мора да бидете достоинствени. Да, не може секој да е во право и не може со сите да се сложите, но еден ден, било каква критика која што вам не ви се допаднала, верувајте, ќе ја направите во конструктивна идеја. Од се може да се направи конструктивен материјал. Од се. И од тоа проклето свирење на боки. И од тоа ќе се направи. Јас имам идеја како, да речеме, кој ќе ви свирне, што да направите? Значи, збори, завршува и вие си продолжувате да си пеете мртви ладни на другиот дел од жирито, како пред, окей, Мислам, има финти кои што може да ги совладаме. Ама вие не можеме ова да го совладам со вас, што е од аспект на задача која ќе ја договориме, па камо ли некои други цаки да совладуваме, кои што се фраерски и може да го поклопате, да биде уште по-добро шоу. Знаеш, да биде уште по-ферски, по-фраерски, све. Така? Ајде, не ви се лутам, више ви се смирив. Ајде, Стефани Михова, камо, на шо пеете? На материца, на ова, на она? На матрица. Ја од зезање материца. Ама не знам лаптопите. Таблетот како? Таблетите се Нема тука таблети. Оставате таму ви гледате. Мора да имате таблети, ни требаат. Знае еден побрз. Мислам дека овој ми беше првиот дует што го снимија, не они имаат пред да се земат еден дует, ако е тој. нема тука таблети. Ти мислиш, ја па на Марк Ентони и кариерата ја следам, шо да ти кажам, и на Джей Ло. Не можам да спијам со постери, сум од нив двајца, па Патев која се разведува. Али он е одличен пејач. Он знаете дека е собственик на дали беше бейсбол или рагби, на тим. Мислам дека е бейсбол. Да, он е мултимилиардер, тој Марк Ентони опасен е. Многу богат. Па и оваа сиромашна да не е за греоти.
Зашо чудо ви останале наполитанки, пуканки? Знам си јам две пакувања рокне. Ао, па значи јадачите ви отишле? А или не? Немаме Да, нищо. ја мислам така. Све имаме. Одеднаш се почна Марија, да кај е другата останува, таблета? се почна да е И па значи почисто некој се. повеќе јаде. Некој порано нешто правило куќи. Гледа дека не сум била јас. Не била тоа. Стварно Марија. имаме Е, не била Марија Сирота што зборевте девојче дека она нон-стоп. Не, она да се јаде, али. Не имам вода, Златониска. Кока-кола, Каже спрайт, сега имаме вино, спрайт, кока-кола, Што вино. толку фрукта. имате? Па не Па пием дека ја сме да помалце и ни носат. Ама не јадеме, не пиеме. Хлебот Не може да е таму. следна недела се. Имаме 20 лева. Таблети имате таму? 10 лева. Што ми вие стануваше, бе? Што ви беше? И сега што ви се случува? Па не ни сега да играме карти, да ни се човече. Па супер, што ви донеса? Тоа не сме. да. Океј, Роби супер што се враќа. Ја му викам на Роби се да кажеш дека заради мене се вратил. Сапале се да сме до 7 сат. Знам, ми кажа бе, сега зборев со него. Пиев еден саат. Да. Добро, он ќе дојде, мислам, вечер пак. Вечер? Не знам, ама не плавете многу, ќе ви треба енергија за утре да направите проби. Не се преценувајте, но не се ни понижувајте. Еде за сите, сите за еден. Браво за Така баба! треба баба, заблажете се сите и послужи ги оние кои ви помагаат да бидете успешни. Срце мори, баба, мила, како ќе баба ти? Радка. Баба Радка, Радка. жива здрава да си. Дај од као од Куманово, дај. Од Калда, од Команова. Ајде почнеме? Ова по пола метра се обладува. Јади, не се дојдува. Слушай, па приемаш. Сега ги сечела покрупно. Убави. Dime por qué lloras De felicidad y por qué te ahogas por la soledad. y por qué me tomas, porque así mis manos y tus pensamientos te van llevando. Yo te quiero tanto, tanto. Он одма ми ¿Y por qué será? Loco testarudo, no lo dudes más, aunque en el futuro haya un muro enorme. Yo no tengo miedo, quiero enamorarme. Доста добро. Станете. Како стоите со body language, со говор на тело, како стоите со пипање, со фаќање, со ова со? Срамке вие имате дома женски, мушки, Па лоштатко, мајка, она нешто, имате предрасуди за сценски настап кој што мора да зрачи со љубов и еротика или ќе бидете дрва? пипкав. Марија не ги издавај. Па добро се зависи колку. Во лајв беше. А вие сте другари. Да, да. Имате задача, Добро. глумачка задача имате на сцена и толку. Океј. Се ако се роди љубов после тоа, Марија е крив. И обландите на рабара. Јас сум се кажа. Не ми треба микрофон. Вака. Ајде почнеме вака. Грб со грб. Не бе злато? Аха. Вака. И би било добро едното раче да е тука твое, а другото да е вака тука. Ама сакам... Не добро Не бе, извини. овде вака ќе биде. А он тебе овде. Ја да сум позади ки стана. Разбираш? Ама ти да си. Така. Вака ни под рацете треба да видиме страст. Така. Рацете на оваа номера ќе работиме само со раце да видиме колку може да ја провоцираат нашата емоција која што е тука. Океј? Ајде. Алмир без такви упади. Децата имаат трема. Треба да правиме се? Почнува песна, дајте пуштете им, пуштете им. Леле, фотеле, бај. Почеток да. А? Не, окей. Ај. Значи ве молам, влюбени сте, не можете еден без друг, чекај. Ама ви се случува нешто што некој сака да ве раздели. Без микрофон.
Караоке или песната да ви? Песната, пушти ја песната. Песната да може да играат, малце да ја почувствуваат. Значи песната нивна на Марка Антони Джело, остай маче микрофон, остай. Сега имаме друга задача. Ај. А ја ќе ви кажам тука како е. А каде е, у која папка е? Номе, у истата папка кај што беше караокето, номе пише. И сега ти не се подпире на гъзот на Михова, затоа што знам дека има на убав задник, ама ти не легнувај. А другата рака, пошто не те гледаат, може да фаќаш. Алмир, прекини да суфлираш. Ајде. Дала девета душа. Дај да пуштаме. Нема. Значи, знаеш како? Шпанците, ај се да идеме малце со вторување. Целата шпанска лиричност е еротизирана. Значи, кај нив пројавува страст, кај нив е све на тач, допирот им, овде им горат прстите. Ајмо. Dime por qué lloras. Така гледајте. De felicidad. Така е. Di por qué te ahogas. Ама овде малце може сега да почне раката. Само ова. Di por qué me tomas. Porque así mis manos y tus pensamientos. Ова бе маче, ова, не знам. Ајде седе. Вие спотите треба да снимате. Y porque se Ама ќе го фатам на погрешно место. Нема, не те толкава раката, не си Пинк Јас Пантер. сум Стефан. No lo dudes más, aunque en el futuro haya un muro enorme. И се фатете се. Yo no tengo miedo, quiero enamorarme. no me ames porque pienses que parezco diferente. Tú no piensas. Дај нешто да ми маркира микрофон. El tiempo juntos. No me ames, quiero luego la mentira que sería. Sin tu amor, Не, доста со тоа ради. Чек, еве ти тебе еден. Да извади тој да маркираме без. Ајде. Ајде. Може? Ајде. Значи, другата рака е во микрофонот. Ајде. Доле се микрофоните. Значи, страст, љубов, желба, копнеш све. Како ќе се излезете од шоуто, кога ќе го нападнете вашиот партнер, нешто слично. de felicidad. Значи, тоа е чувството. Y porque de ahora. После толку многу абстиненција треба да видиме страст. Ајде. Y porque me tomas. Porque así mis manos. Ова само, Михова, само ова. Y tus pensamientos. Слободно, душо. Не изгледа воопшто лошо. Yo te quiero tanto. Така. ¿Y por qué será? Гледајте се. Poco te Не викај толку ти. No lo dudes. Не викај толку, чувствувај повеќе. Que en el futuro haya un muro enorme. Yo no tengo miedo, quiero enamorarme. No me ames porque piensas que parezco diferente. Tú no piensas Ја ти се ќе пееш. Добро, сега de ти извежбаме. pasar el tiempo juntos. No me ames, quiero luego la mentira que sería. Si tu amor no merezco, no me ames más que la de otro día. Ај, затворете. No me ames porque estoy perdido. Porque Чувствувај, сега ќе измислиме нешто. porque se me estilo. Porque no sé. Додека он пее, Somos додека он пее. Може да му се свртиш. Ај, пеј. Можеш да свртиш и ова да го правиш. Само рацете напред да ти играат. Ова, само рацете да ти играат напред. Ти текнува? И ти си тука. За после, ти кога ќе пееш, неговите раце да се тука кај тебе. Нормално има да ја драпаш, него фино ќе биде тоа. Дај. Ова, так, па ов. Дојди Михова, ја мајка сум на две деца. Ќе ме разберат погрешно. Значи вака, он кога, она која пее, така, и овој тач мора да го имате. Значи сакам да се галите цело време. Ајде,
Ajde, pej. Porque estoy Ajde. perdido, porque cambié el mundo, porque se me estilo, porque no se muere, somos un espejo y tú así. Ова мора да ви помогне да изпеете одлично. Да се чувствувате. Ајде се. Он е позади. Така е. Така е. Талентирана сум или сум талентирана? Ајмо. Така е. Да сме, знаете како? Светот треба да престане да постои кога се знаеш. Не, споите се на крај. Никако фронтално, на кај себе, све на кај себе, за себе, за ваша љубов си пеете. Не, гушнете се како што бевте. Гушнете се. Не се вртиш ништо. Она, целото клише. Ново. Клишето на отварање ќе запамтивме. Прва фаза, втора фаза, трета фаза. Четвртата фаза треба да биде долу. Да, више од овде кога почнува да пее овој Марк Антони, значи, може ли да се спуштите со галење до долу? Значи да дојдете. Да дојдете. No te escucho si te digo no me ames. No me dejes, no me salves mi corazón, con ese no me ames. No me ames, quiero ruego, la mentira es déjame. Sabes bien Ајде пей. que no puedo, que Така. sin ti. Ама да видиме страст. Siempre te amo, Ајде се дигај ја. Можеш да дигнеш беураци ти? Ајде чекај. Испеј прво после. Corazón que se llenó. Не се оддалечувајте, цело време сте. ames para Може да се вртите еден круг, да се вртите? Како? Па као танго. Ема не да се нишате као 7-8. Да биде еротски танго. Me ames porque no Во една рака ќе држите микрофон и тоа ќе биде таа рака. el otro y seguiremos siempre, pero Имам подобра идеја. Ајде. Ај, пуштите од почеток. Ајде. Да, ама све е исто, само ќе почнете првиот дел. Ајде. Да, со грбче, рачињата една до друга. Така. Тука да ви ги гледам раците. dime por qué lloras, de felicidad, dime por qué te ahogas, de la soledad. dime por qué me tomas, porque así mis manos Почнете да се вртите. Ајде. y tus pensamientos Така, еден на кај друг. van llevando. Yo te quiero tanto. Добро. Држи таа енергија. Држи. Yo contestaré. Ај, галете се малце. No lo dudes más. Aunque en el futuro haya un muro enorme. Yo no tengo miedo, quiero enamorar. Ај се ти. No me ames porque pienses que parezco Busca diferente. Tú no piensas que es lo justo de pasar el Се може ли tiempo ножето тука да се види? No me ames, te lo ruego. Vaca. La mentira que sería. Si tu amor no merece. Да може да галиш за No me нога. ames más que la de otro día. Ајде. No me ames porque Па тоа не е estoy поентата. perdido. Porque cambié el mundo. Утре ќе добие задача за Porque спорт. ese Што ќе правите? estilo, porque no se muere, somos un espejo y Ahí tú está, poleka. asiste. Станете, да, полека. Yo te pido, pero No me ames. Навака главата ти кога пееш секогаш. Corriendo dentro de una guerra llena de arrepentimiento. No me ames, parece Ти можеш да галиш поише. Овде бочно. Цело време треба да ја галиш. Ќе фатиш женски сток кој ти излезеш, не се кери. И гледате се малце партнершип да видам. Нешто те летаат искри кога пеете.
така, ајде. Шпанскам. Ајде. Esa es la verdad. Ама никако тачот не го избире, не го губете. Никако тачот. Sabe lastimar. Пејма, пе. Ма оне. Y partiremos, ellos Така. no se muere. Уште да научат песнава. Cielo sola, no me Ајде. No me dejes, no me dejes. Мораш да го гушкаш. Te digo, no me Ама гледај го очи. no me dejes. Кога се плескаш, кај се гледаш? desarmes mi corazón, ese no me ames. No me ames, que no ruego la mentira, déjame. Така е, да видам љубов, страст. Que no puedo, que sin ti, que siempre te amo. No me ames porque Е, се може вака. Con este corazón que se Добро? Е, така, браво. pero no. Me ames para así olvidarte. Уживајте, бе, деца. Las piedras, quiero que me Уживајте. ames solo. Од тука. No me ames, cruzaré Ти уживај. Гајле ти е. Краљица си. con el otro seguiremos siempre, pero Така е. И ќе ви верувам. Será tras la tormenta. por las mismas estelas. Така, еден во друг. На кај неизе, цело пење на кај неизе. Оне друго барам се излушкам. Така треба. Така, ова ќе го повториме и мислам дека ова е најтешко да се одигра реално. Така да нема да мислите дека ова е лесно е ова. Не. Ова е најтешко.